Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија поднесе кривична пријава против директорот на гимназијата Кочо Рацин. Во партијата сметаат дека тој ги прекршил законите за избор на фирма која ќе ја организира ученичката екскурзија за учениците од трета година. СА сторил кривично дело злоупотреба на службена положба и овластување според член 353 став 5 од Кривичниот законник. Како што граѓаните на Велес веќе се запознаени при спроведување на постапката за избор на правен субјект за изведување на екскурзија за учениците од трета година, прекршени се одредбите од Законот за јавни набавки и правилникот за начинот на изведување ученички екскурзии на учениците од средните училишта. Градоначалникот Славчо Чадиев досега не презема мерки против незаконското работење на неговиот кадар од ВМРО ДПМНЕ, криејќи се зад работата на училишниот одбор на гимназијата. Тоа уште еднаш потврдува дека Чадиев е соучесник во незаконитото работење на директорот СА, што е исто така основа за кривично гонење. На пресконференцијата и поднесувањето кривична пријава реагираше локалната самоуправа. Од општина Велес сметаат дека однесувањето на СДСМ е театрално и покажување очај од безизлезната состојба во која западнала партијата. Неуспешни се обидите да се покријат катастрофалните политички чекори и токму затоа ги гледаме овие тенденциозни обиди да се вмеша в политиката не само во образовниот процес, туку во секоја пора на општественото живење. Тоа очигледно им е јасно на сите оние кои изминатиот период шират дрски обвинувања спрема општина Велес и градоначалникот Славчо Чадиев, па затоа мораат се пожолчно и понервозно да излегуваат во јавноста. Во интерес на вистината која граѓаните треба да ја знаат, напоменуваме дека општина Велес будно го следи случајот со реализирањето на екскурзиите во гимназијата Кочо Рацин и соработува со сите релевантни институции, се вели во писмената реакција на општина Велес. Локалните власти додаваат дека со случајот се постапува според правната регулатива и другите акти за работење. Неодложно одржување на изборите како единствен излез од кризата. Ова синоќа го побараа поддржувачите на граѓанското движење за одбрана на Македонија од собирот во Велес. Побараа итно да престане и уништувањето на спомениците во главниот град. Навистина и тие се наши, меѓутоа не се однесуваат како наши, туку се однесуваат како туѓинци, уништуваат она што на сите ни е драго, мило, сакаме да го живееме, да го гледаме и затоа се собираме на овие собери да им укажеме дека може тоа да го направат на еден мирен начин, своето мислење, своето незадоволство да го искажат на разни форми, а не на таков начин да уништуваат се што е направено со труд, со мака од сите нас, а и од нив. И граѓанската иницијатива Протестирам синоќа одржа собир. Демонстрантите се движеа од новиот кружен тек до центарот на градот. Од Протестирам велат дека малиот број партии кои поднесоа кандидатски листи е доказ оти не се исполнети условите за одржување на закажаните избори. Избори во вакви услови не се можни, како што може да видите само една политичка партија и неколку приквучни сателит партии поднесоа листи. Голем дел од политичките партии, граѓанскиот сектор не поддржуваат избори во вакви услови, под вакви околности, така да преку нашите протести мислиме дека секој ден сме се поблиску до целта, а тоа е повлекување на аболицијата од председателот Иванов, формирање на експертска влада, формирање на специјален суд во кривичното оделение, каде што ќе се процесуираат предметите од врхушката на власта. 12 дена двете страни протестираат и велат дека така ќе остане се до исполнувањето на нивните барања. Накид, сувенири, парчиња облека. Ова се дел од производите кои ги изработија жените од Вардарскиот регион преку проектот организиран од фондацијата Фокус. Готовите производи денеска беа изложени во Велес. Целта е овие рачни изработки полесно да стигнат до представниците од бизнис заедницата. Целиот настан представува една неформална дружба помеѓу нив, се со цел да се постигнат некои бизнис партнерства.
во иднина, со тоа што жените ќе продуцираат креативни производи, бизнес секторот ќе ги откупува и препродава и на тој начин ќе остваруваат заеднички приходи и ќе биде еден бизнес концепт во заедничка соработка. Најразлични материјали се користат за изработка на овие производи. Жените вклучени во проектот велат дека досегашната соработка е одлична и очекуваат дека за кратко време сите нивни изработки ќе се најдат на домашните па и странските пазари. Линијата на едноставното некако ми е спојот на традицијата и новите стилови. И немам дефинирано, само последните, да речем последната колекција што пробав да ја работам, ја искомбинирав со метал како тренд и инспирација за некој нов моден тренд. Јас изработувам волна, производи од волна. Тоа е фактички најстариот начин на работа на волната. Волната се пласте и со помош на сапун и вода се сврзуваат волнените влакна и така добивам производ. Јас изработувам повеќе од делот на уметноста, значи сликање на стакло, на глина, значи во делот на уметноста повеќе изработка на некои предмети, украсни ташнички, кутии, такви работи. Значи се надоградуваме повеќе во креативка. Економско зајакнување на жената е насловен проектот кој го реализира фондацијата Фокус. Освен од Велес, во него се вклучени жени и од општините во Вардарскиот регион. Инаку проектот се спроведува со поддршка на невладина организација од Словенија и Министерството за надворешни работи. Велешката гимназија Кочо Рацин се представи пред идните средношколци. Ги презентираше наставните програми кои ги нуди средното училиште. На штандови во школскиот двор учениците ги покажаа методите по кои се одвива наставата, но и успесите кои ги достигнале во изминатата година. Access програмата е програма спроведена од Американската амбасада. Таа е спроведена во 86 држави, од кои Македонија 86-та. Спроведена е во гимназијата Кочо Рацин. Преку оваа програма ние го учиме англискиот јазик и американската култура на забавен начин преку игри и забава. Нашиот штанд има најразлични работи. Имаме подготвено асоцијации кои што се од областа на македонскиот јазик и литературата. За точните одговори имаме спремено и мали сладки подароци. Потоа имаме подготвено пораки кои што се впечатливи за нашето училиште, со кои што ќе ги поттикнеме деветоделенците да дојдат и да се вклучат во нашиот тим на гимназијата. Отворениот ден е можност учениците од деветолетка да се запознаат со наставните програми на гимназијата, смета раководството на училиштето. Директорот Саше Андреевски вели дека изминатиот период гимназијата реализирала низа проекти кои овозможиле развој на образовниот процес. Она што ним го нудиме е и достапност до европските фондови, достапност до програмата Еразмус, каде што веќе 100 ученици оваа година има можност да одат насекаде во Европа. Достапност, отвореност и едноставно квалитетно образование каде што ќе можат комплетно да усовршат и да знаат каде после трета и четврта година, да знаат каде треба и каде ги влече нивните интереси, каде ги влече за да може да се запишат на било кој факултет. Гимназијата Кочо Рацин во следната учебна година нуди 275 слободни места за упис. Овде се реализира и настава во двете спортски паралелки по фудбал и ракомет.